Сложени метеоуслови, можна пилотска грешка и механички отстапувања. Комбинацијата на овие фактори се најверојатна причина за авионската несреќа која што се случи точно пред еден месец во атарот на село Кожле. Ова ексклузивно го дознава телевизија Ново од своји извори во истрагата. До овие првични сознанија е дојдено по речиси едномесечно прибирање на докази, вештачење на остатоците на авионот и дронско снимање на теренот. Имено за време на несреќата во Скопската котлина имаше многу лоши временски услови, пороен дожд, ветер и намалена видливост, што го отежнал летот. Имајќи во предвид дека се работеше за мал авион, осетлив на овие атмосферски влијанија. За истражителите ова е една од можните причини кои придонеле за падот на авионот. Дополнително по анализата на податоците на летот е дојдено до сознание дека авионот при подготовките за слетување бил на висина поголема од таа што требало да биде, односно пропишаната. Дополнително леталото за вршниот приот кон Скопскиот аеродром го правил со брзина поголема од препишаната, или наткратко авионот бил повисоко и летал побрзо од тоа што требало. Истражителите нашли некои механички недостатоци од стапувања, поради што стручна екипа од земјава денови веќе патува за Тревизо, Италија, од каде што потекнал авионот, за да се дознаат дополнителни технички детали за леталото и како течеле редовните сервиси на авионот. Инаку денеска привршува првата фаза од истрагата со која што треба да се дознае зашто паднал авионот. Од комисијата велат дека по завршувањето на сите истражни дејства ќе излезат на официјална пресконференција, на која ќе соопштат зашто се сруши Пајперот, во кој животот го загубија 6 лица.